Секој четврток на Радио Лидер. Скопје урбана приказна. Вечерно шоу со скопски приказни, раскажани од скопски урбани ликови. Секој четврток, 20 часот на Радио Лидер. И добро вечер на сите слушатели на фреквенцијата 107.4 на добро познатото Радио Лидер. Денеска премиерно почнуваме со нашиот нов проект кој одлучивме да се вика Скопје урбана приказка. Зошто Скопје урбана приказка? Затоа што сакаме малку во етер да го разбиеме од монотонијата која владее во овој град и во радио етерот. Идеме и заедно и на Facebook, сакаме малце да го раздрваме Facebook, да го трнеме од оние турски серии дома и од оние жалопојки кои ги слушате, можам да кажем слободно, станици со турбо фолк чојм. И затоа бевме малце во консултација со некои урбани ликови од Скопје да направиме еден проект со вакво име и да поразговараме за урбаниот живот во Скопје. Најпрво да ви се представам, јас сум Стефан Кирков, во улога на ваш водител вечерва во Скопје урбана приказка. И овде веќе морам да се благодарам на менеджментот на Радио Лидер кој одвои термин секој четврток од 20 часот да направиме едно 60 минутно шоу каде што ќе поразговараме со урбани ликови, ќе поразговараме за Скопје, колку Скопје е добро место за живење, колку не е добро, какво било некогаш, какво е сега. Така да целта на оваа емисија е да покануваме ликови кои ќе може да него доволат и да подебатираме со нив практично за се што е поврзано во нашево Скопје. Според многумина со кои разговарав пред да го започнам овој проект, велеа дека некако кој животот да полекано сигурно изумрува во Скопје. Неколку градоначалникот кој не беше претходно, често знаеше во своите најави, во своите објави на социјалните мрежи да напише Скопје е поубаво место за живење. Сегашна градоначалничка вика дека Скопје е модерно Скопје. Но од она што јас можам лично за мене да констатирам дека Скопје стана се само не е убаво место за живење и не е модерно. Скопје стана град црнило, град хорор, град кој навечер освен казино и аптеки и друго ништо не работи, како младиве да ги нема во градов и едноставно кода Скопје прерастанува сено некое место каде што сме го гледале во оние лоши хорор филмови. Тоа е заклучокот на луѓето со кои јас поразговарав пред да го направам, која ја правев концепцијата за денешнава емисија, за овој проект, но да не биде дека само јас го делам ова мислење, во овој проект ќе имаме и ликови, уметници, артисти кои ќе подебатираме и кои заедно ќе кажеме, ќе заклучиме што конкретно се случува со нашиот главен град. Не можев да одберам подобар гостин за првата емисија за овој проект од еден човек кој сум горд заедно што растев со него во моето детство, во една населба во Скопски Чаир. Лик кој според мене има најмалку 150 дела, 150 песни, уметник, MC, ќе не каже нешто и повеќе сам за себе, ако доволно сите го знаете. Му велам добро вечер, честа е моја, Антонио Рангеловиќ, попознат како Тони Осан. Честа е моја што те убедив и прифати веднаш кога да дојдеш во мојов проект. Како си? Фала ти, Стео, за најавата. Ќе скратам, ќе видам ме честа и привилегијата у твојата прва емисија да видам гостин е на моја страна. Па ајде нека ти ја со среќа, Ирлија, и да вратиш тоа што фали. Фали добар груп, фали музика, фали култура. Се служуваш ли со мене во оваа, можеби ете кратка најава, но мислам дека употребив и претешки зборови дека тешки. Со Скопје нешто се случува. Еве, ја и ти сме растени, буквално може да кажеме, ние сме една генерација која растеше на улица. Имавме дружба, Скопје имаше жар. Сега нешто последниве, еве дај 10 години кажам, некако тоа изумира. Прво, ајде стигнеме до таму, ја ти имавме бенд. Да. Првата група наша, али ајде стигнеме до таму. Прво за ова, види. Ја сум од оние кои што се романтичари у смисол на кога го носам дресот на еден тим,
а метафорички кажано, некако го бранам увек. Сега Скопје проаѓало низ многу фази, и вакво какво што е, некако многу црна е приказна. Ја морам да го одбранам. Знаеш, јас сум од оние што кои кидат надвор негде у странство, сакаат да зборат, дури, знаеш, ми имаат кажано луѓе, ман да не сум видел некој толку да си го брани градот. Со сите фалинки, со сите мани што ги има, се сложувам, дека е у слободен пат надоле културата у Македонија фрлена вака надоле се тркала, али тука сме да оправиме што треба. Не идам у пензија ради тоа, мора да го чуваме грувот. Ти ги следев твоите интервјуи, стално сум горд кога ќе те видам на некој интервју, ако ретко знам дека прифаќаш да учествуваш во некој интервју, затоа ќе поразговараме малку подоцна, но гледам дека често пати си го браниш својот став и го искажуваш својот став не своите дела. Често пати кажуваш и за Скопје. Дали мислиш дека се промени времето од кога растевме ние, нашето детство да кажем, и ова сега модерново, и според тебе кој има поголема вредност? Нашето, кај што живеевме ние, некако да се изгубија се човечките вредности, не знам дали ќе се сложи со мене. Вака се, види, ние сме родени у Скопје. Јас сум роден у Скопје, моите родители се родени у Скопје. Така да некако тока ми е срцето, знаеш. Тоа не значи дека ја би да го прошетаме секој можен ќош на мапата у светот, али чисто можда ради тоа така си го браниме својот став. Да скратам, дали е променето? Променето е, тоа е нормално. Ја мислам дека еволуција е општо кажано, генерално еволуција е правило на планетава, закон на оваа планета. Не дали некој верува или не, тоа е како гравитација, знаеш? Јасно. Така да еволуција мора да има, мора да бутка све напред, освен ако не се држат работите на сила, тоа значи дека водата ќе стане бара и ќе останат лувци, змии. И јасно, сакам да те вратам моцно во времето кога растевме ние во оној скопски чајрони, нашиот чајр што си го знаеме ние, колку и друштвата беа, значи секоја ќе се сложи со мене, ти си ги прошол како мене и може повеќе од мене сите населби, со другарување сите нели населби си имаат свои приказни во ова наше Скопје, но сакам да те вратам малце како што ние бевме 20 души пред зграда. Ние бевме во 20 души пред мало и буквално ние таа дружба мислам дека беше она искрена. Немаше кој што гледаме сега, немаше злоба, немаше љубомора. Растевме сите како еден. Се сеќаваш како сме правеле, собидовме парички за лепче и чекавме да отвори танго и кеш, но гази баба за да јадеме заедно, без разлика кој е албанец, кој е ром, кој е турчин. Бевме, сакам да кажам, дружбата беше неприкосновена, без лице и позадини. Сега некако тоа умре. Не верувам. Ако отидеш пред Силво, ќе видиш дека има 150 души, брат. Во лето, јас сум прошол случајно, има 150 души, не се проаѓа. Да, но мислам дека она нашето беше вистински. Са дали мене ме пука малце носталгија. Често пати знам и на оваа возраст, јас сум одамно оселен од Чаир. Често пати знам, поготово во летниот период, не е фрик муаветов, ќе запалам мотор, ќе имам некои бувачки, ќе отидам во на мало кај што седевме на оние ступчиња, кај што тука ни помина најубавите години, мислам дека ќе се сложи со мене, кај што на оној кош кој ти го нацрта Чикаго Булс, ќе те потсета маца, ќе те врата ме маца меморија. Зошто сум тртал Чикаго, јас за Соник збев, знаеш. Да, ние те натеравме да ни го нацрташ знакчето на Чикаго Булс, ќе дуле во граш. Ако слуша дуле ти ќе го поздравам. Добре, помал бе. Да, ти беше тој кој ни ги црташе оние дела и од мал беше онаков уметник и нели заедно почнавме да создаваме музика. Така да, пак ќе ти кажам, сметам, барем според мене дека такви вредности, такви пријателства, такви приказни во населби, секако да изумираат децава, кога да се сите на социјални мрежи, кажуваш пред Силво. Да, но ја нема таа дружба. Ние свирале за фудбал во други населби, баскет се играло во Бутел, баскет се играло во Жданец. Сега некако гледам дека тоа ја нема таа дружба. Секое време, знаеш како, време, простори и околности, таа е една лекција, мора да препознаеме, не можеме да го вратиме тоа, едноставно тера напред. Знаеш, сега, некако и
немало социјални мрежи тогаш, немало мобилни телефони. Се Све појави било Мирцо тогаш прв, ако се сеќаваш, одевме Мирцото, во Мирцото. интернет кафе на Мирц. Да, ма тоа е после, Да, тоа е средно после тоа, да, не. средно. Ние бевме, знаеш како се викавме од дома, те викаме од прозор. Ти Да, текнуваш, да. Стево, ај на фудбал. Баш така, Знаеш, баш така, нема баш така. некако. Телефон домашен, тоа не име денеска на Го нема денешните доживеано млади. тоа. Да, они Име се чудно, кога ќе разговараш со некој, навистина име чудно, кога ќе кажеш слушај мене ми вртеа на домашен. Да. Па оно интернет кога се појави, нели крадевме кабел од dial-up конекција за да се уклучиме на Мирц, тоа е, зборам више средно школо. Тука почна ти, мислам, тој период може малци порано ќе ме подсетиш, со практично започна и твојата кариера. Подсети ни, млад, сакам слушателите малку да ги доловиме за конкретно за тебе и твоите дела. Значи вака, ние тоа го почнавме, иначе сакав само ова да ти кажам, ние на крајот на денот имаме среќа с тоа што фативме од Nintendo 8 бита генерација, го фативме и тоа до денешниве PlayStation 5 милион полигони, знаеш. Тие дружба на флипери се сеќаваш. Чисто како еволуција на технологијата, зборам, и ние фативме и тоа, и црно-бел телевизор до сегашна петка, да. плазма, знаеш. Иначе на флипери ќе се сети со мене, идевме на флипери тоа. Флипери ни беше. Што може, наша генерација се сеќава сигурно на Да, флипери ни тие беше, седи- да, ние првите- бевме. Да, извините, те прекинав. Не, вака, ја мислев дека порано ќе почнеме. Музиката ние ја почнавме баш вака. Како? Со слушање на радио. Веќе сме го збореле ова, ја го имам неколку пати кажано, канал 103 Црна хроника секој четврток. Да. Водеа нели емисија Чиста околина, момци од чиста за хип-хоп. И ние тоа ни беше база на податоци, извор, тоест на податоци. Немаше интернет, тоа што ќе купиш на CD. Собиравме во гражу и слушавме 103. Да, и слушавме 103, снимавме на касета. Да. И нормално, тоа ни беше извор. Снимав едно сајзарше кога почнавме полека нешто да Ти имаше да сајзер, пишуваш, ја нешто да изигравам Да, да. као продуцент и така мислам дека започна твојата приказка во хип-хопот. Така почнавме. Тоа беше мора да видиме како иде. Ја пишував текстови, нели? Ти беше за музиката задолжен. Да. Ти беше продуцентот. Како не се викаше? Кралот и јас. Кралот и јас, да. Имавме касета и памтам ти на касетата имаше нацртано некој лого кое тогаш го користевме. Ти беше кралот или јас. Не се знае го. Да, така нешто години се во прашање, потоа ти навлезе многу попрофесионално во тие води. За денеска според мене, и не само според мене, си еден од можем да кажем основоположник на хип-хопот и рапот кај нас. Во оној некомерцијален дел каде што навистина има тежина и вреди таа музика и многу ми е жал што не се цени доволно. Да не се налутат само тие првата генерација, знаеш, Чиста околина, Сав, Дам. Аго и така натака, да не се налутат они прва генерација, јас сум втора генерација му доаѓа, али знаеш како малце глупо ми е да зборам за како влијаело моето дело ја за себе, знаеш, некако може да кажам дека импактот јас земав, но имаше голем импакт тој првиот албум да искочи хип-хопот од својот бабл на рап и да влезе у малце по знаеш, у тие субкултурни кругови на алтернативна музика за подоцна да стане. Едно време беше рапот мејнстрим тука, знаеш, 2008 негде, 2008-2009 имаше ситуација која ќе искоче вака на плоштад, се сликав со деца цело време. Непријатно ми беше. Јас знам затоа што нели заеднички пријатели као поп музика не растеле заедно и до мене допирале ми проаѓаш деца тебе ти е другар Тони од Чајр, сте растеле заедно, те мовам овозможи ми да се сликам со него, ми е идол. Таа музика се слушаше и твоите зборови кои ги употребуваш во твоите дела имаат тежина и вредност и сега ми е многу криво што јас ќе окривам тука пред се државата што вас, вистинските уметници кои го пренесуваат она најдобро што го знаете, што има тежина и има вредност,
не го негува. Каде според тебе кој е виновен за еве да кажем мракот во моментов кој се наоѓа македонската музика и со осврт на добро прашање, хип-хопот? мислам добра тема отвараш. Абе види вака прво хип-хопот е баш реакција на што на како да кажам легален протест, легален начин на револуција, кревање е баш ради тие работи. Знаеш како викаат, корумпирана држава или ајде, да не биде сега баш не да прецизирам. Сиромашно општество, многу добар хип. Така. Знаеш, да не било општеството мед и млеко да тече, можда немало да има таков хип-хоп. Еве земи ги тие, да не зборам за полесно, да не ме сватат погрешно, да не звучи суетно, ке збораме, савке ги земе за Тоа сакав да го кажам. ситуација, извини, 98 важи песната, слушаја ко да ја напишал вчера, пи ги сети за ден. Памтам, значи јас си сакам брат од дете, нели? Па знаеш, мене ми се врежени тие стихови што ги памтам, во 2 милиона народ едноокиот е водич. Подобро еден ден лав, отколку цел живот овца. Истите работи важат. Истите работи и сега. Политиката ли е крива за некои работи што се случуваат, што уметниците не им даваат доволно простор да го искажат она што најдобро го знаат и да го пренесат она на идните генерации. Конкретно зборам еве и за твоите дела. Дај малце на пошироко, еве да кажам. Ајде да видим. Види, ние сме, ова е клише. Јас сум постар од држава и ти си сите овде сме постари од држава. Постари сме од неа, или не сме? Ние не. Да, ние сме. Ние сме постари од државата. Млада држава. Како знаеш, сега скоро бевме на една студентска изложба, екскурзија ги носевме студенти во Виена и знаеш, тоа е еден град музеј што гледаш таму дека уметноста е прва или втора категорија на вредност. Прва или втора категорија. Значи, сега не сакам да зборам дека тоа е, знаеш, кога кидаш, кога ги видиш тие дворци пред 300 години стојат како сега, најверојатно треба да созрее, како да кажам. И се видиш каде сме ние. И не да се велиш каде сме, него знаеш она некако државата, тоа е факт. Факт е дека за да има добра една нација треба да инвестира во култура, а уметноста е дел од култура или обратно, културата е уметност и во спорт. И така натака, се да не идам, знаеш, али како да кажам, со самото неинвестирање во култура, во уметноста, ти не инвестираш у нацијата. Или па на нашата малограѓанска инвестирај за твоите, мислам, знаеш. И до каде да донесе тоа? Не донесе до едно темнило, што буквално ќе кажам, Скопје е не се случува ништо во него. Ниту од културни манифестации што ги имало порано. Ке се сети со мене, ние почнавме прво да искачаме на школка. На школка имаше еден куп дечки од едната страна скинери, од другата страна на паркот беа панкери. Паркот беше пун. Може и сега ама ние не идеме. Не, јас често знаеш дека си сакам животни и со кученца се чуваме и ги шетам често во градскиот парк и баш летово бе сведок на петок навечер. Ние петок навечер сме се собирале ќе се потсети сигурно на Гоце. Седиме прво на Гоце, пидеме на школка, се пиело вино, си имало журки, да не зборам за оние ивенти кои тогашното раководство можеби на град Скопје ги организираше во Младиот културен центар. Вашите промоции, конкретно за раперите и хип-хоп артистите, вие често правите промоции во Младиот културен центар. Таму се собираа баш онака урбани ликови. А сега тоа е актуелно, да. Види, тука сакам малце да те чепнам баш за тоа. Многу ме интересира твоето мислење. МКЦ е врежано во мојата некако не можам, да скратам кариера. Да кажеме музичка кариера. Мене првиот голем настап 2001 ми е во МКЦ на таксира демо вечер, Loser Fest, така нешто се викаше. Ја имам 15 години таму, каде што настапуваме. Не знам колку настапи све имам у МКЦ. Можда ке лупнам бројка, можда и помалце ќе кажам. 15 имам сигурно и самостојни концерти избориме и така натака.
МГЦ треба да е независен. И тоа мора да е независно. И општо не се докажа в преска. Културата и уметноста треба да биде независна. Ја како артист, ајде да вака, ја творам на македонски јазик. Значи не на српски. Зашто го зборам ова? Затоа што во уметност говорното текстот во хип-хопот е најсилно оружје. Така. Нели, тоа му е најакото оружје на рапот, Дефинитивно. Јазикот на кој што ти твориш. Не си ти некој инструменталиста, не си бубњар и така, можеш све да бидеш, меѓутоа најсилното оружје е текстот. И знаеш, тоа се хип-хоп артистите треба да имаат една посебна интелигенција, затоа што текстот е многу голем, за разлика од некои други музики. Пак ќе кажам, не кажувам дека е хип-хопот да го рангираме најниско. Нели, она не го споредувам јас со джез рок, не да е Боже. Тоа се музики од... Него чисто го кажувам кој му е најсилно оружје. Најсилно оружје му е текстот, да скратам. Ја творам на македонски. Зашто го зборам ова? Пазарот е многу мал. Те мене може да ме разберат 2 или 3 милиона, све да земеме што разбира македонски. Јасно. 4 милиона. Тоа е, не ме фаќа математика, многу сум, ако нешто, знаеш, не ми иде, тоа можда тоа, али мислам дека е 0,04 у светот. Проценти. Ја творам за 0,04% у светот. Толку може да разберат македонски јазик. Зашто го зборам ова? Зашто ако многу артисти се шалтаат, не сега, тоа е у бивша Југославија на српски јазик, затоа што веќе правиш 20 милиони говорно подрачје. Те разбираат у Македонија, у Србија, у Црна Гора, у Хрватска, у Босна, Словенија и така натака. Кој ми е зборот што го кажувам тоа? Така да ја зборам, творам за тие луѓе, за ова говорно подрачје. И јас сметам дека ја како артист ги застапувам, тоест им се обраќам на тие, независно која, знаеш, ке нас... Каде? Лево, па десно, дали е лево, дали е десно, е така да ги... знаеш. Не можам ја, значи музиката и ја мора да бидам... Ја имам, да скратам сега, да биде, еве да дефинирам работа. Ја имам мој општествен и политички став за оваа држава, така, у која што живеам. Ама тој не е врзан партиски, него е политички, општествен. Сметам, така да ја немам проблем и сметам дека треба тоа да се тргне на страна. Не можеш ти да ги условуваш, знаеш, не може да се знае. Артист треба да има став. Да не се лажеме. Да не се лажеме, уметниците секогаш учествувале во... И во политика и си во собствени ставови ги искажувале јавно. Да. Али они треба да имаат да се надминат себе, да бидат над тој партиски став. Ја мислам дека сега, извиниш ќе те прекинам, баш создреа атмосферата со последниве случаи во МКЦ. Сведоци сме ние каде што им се наложи директор на предпријатието кој е по занимање детектив. Да. Кој уметниците не го знаат и мене ми е многу мило што сите уметници без разлика дали се леви, десни, албанци, македонци, роми, турци се споја заедно и скочија на протест и го кажаа главно ставот дека луѓе остете натворено, македонски културен центар е независен. Која држава и која министерство за култура, да кажеме, или самата влада прави да згаснувате вие кои творите и кои јавно го кажувате да покаже зрелост државата. Знаеш, кога зборам државата, мислам на органите тие кои што се бават. И колку дела имаш ти твој авторски? Многу. Милионски прегледи, баш се спремав маце пред да те поканам во емисијава. Само на YouTube, порано немаше YouTube, колку прегледи, колку касети, колку цедиња имало Тонио Сан и неговите песни. Ти сконтактирала тебе некоја институција државна, ти каже да, Антонио, ти твориш и доси на генерацијава, ние сакаме во тебе да инвестираме на било кој начин да ти помогнеме со тоа што ќе те стипендираме да снимиш песна, спот, ама, знаеш грант. како? Стео, овој мојот тип на музика, хип-хопот, ја што го правам,
не се удвара на државата, напротив, него ја критикува. Па, знаеш како, ја критикува, ама јас сметам дека повеќе прави некоја конструктивна анализа да се крене работа. Знаеш, ја така мислам. Ја отсликува сегашноста. Да, не ја, како да кажам, види, ја имам албум, знаеш, со Кемп, 2013 каде што пишува на каверот, албумот е посветен на Кочо Рацин и Блаже Коневски. Пред сите овие сега што се прават, нели, сега е многу кул да си. Ние го правевме тоа посветено. Ја читам македонска поезија многу одамна. И како беше она, нели, ја ги спомнавме Сав, Фата Моргана, песната е постмодернистички омаж на македонската поезија. Сите поговорки внатре се тоа. Уште ми се во глава и тоа не се заборавате. Верувам дека наша генерација не може да ги заборави тие песни од Сав, тие песни од синдикатот, од против сите, значи од темната страна, са кои беа тие групи на времето, и многу ми е криво што оваа култура и вие уметниците не можете во моментов да замре. Точно. Имаме аутотюн пејачи кои имаат само не уметност според мене. Не знам дали ќе се служиш. Има ли уметност во ова сега што се слуша? И младиве што го слушаат. Сакав само да ќе стигнеме до ваму, само да ја заокружам оваа работа што зборев. Така да скратам, знаеш, некако мене многу е тешко да реализираш уметноста и општо да се реализираш себе ако имаш пресија. Мене ми е доволно државава, тоест нека не ми стои на пат. Знаеш, ако ја чекам од неа да ме финансира мене дело, стрип или било што, од друга страна не можам да кажам, види, јас сум завршил тук. Значи јас сум учел овде, државата и нејзините какви такви образование мене ме образовало, јас сум земал стипендија. Знаеш, ја се бавам, ја денес живеам од уметност и така натака. Така да не можам, ти види, најдобриот кошаркар у светот денеска е балканецот Сомбор, така Љохич. Ама морал да иде у NBA да игра за да се реализира се. Ако он останел у Сомбор, немаше да знаеме кој е Јокич, знаеш. На крајот на денот нашата генерација, знаеш како, немало да знаеме кој е Мел Гибсон ако останел у Австралија, брат, ако отиде. Така да скретам, многу е, луѓето се селат, идат надвор за да се реализираат себе. Многу е тешко да се реализираш у Македонија. Така, тука ќе те шепнам за ова, за сите урбани ликови повеќето од Скопје што вреда дека го испразнија градот секој ден. Колку другари има што го напуштиле Скопје. Има многу, ама тоа е природно. Да, тука ќе те шепнам и за таа тема, многу ме интересира твоето мислење, но мора прво да ги испоштуваме нашите спонзори, да чуеме реклами, па се враќаме за кратко во стримов. Фала ти. Пак те фати црвено светло. Честитки. Што туку придонесе кон загадувањето на воздухот во Скопје за близу 19 грама јаглероден диоксид. Замени го возилото со возење велосипед или пешачење и придонеси за здрав живот и чиста животна средина. Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку програмата за развој на Обединетите нации. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome.
Почитувани слушатели, се враќаме повторно во Скопје урбана приказка на мое задоволство Тонио Стан, Антонио Рангеловик за мојата премиера. Гостен во урбана приказка на Радио Лидер, на стримот на Facebook. Тончи каза да станавме со младост. Зборевме за работ и неговата еволуција. Да. Така да те прекинав ради рекламите, извини, ама па после ќе те чепнам за една друга тема. Абе вака, кажавме да ти го финансира државата. Хип-хопот е неприроден процес, дека ќе нема кој да ја критикува ако ја правиш. Ти не можеш да се одвараш. Не е тоа хип-хоп, знаеш. Те разбирам, да, 92 у Америка Бил Клинтон сакал да го забрани, брат. Ево не сум го знал. Да, го сакал да го забрани. А пази, у меѓувреме 92 има една песна Scarface и Ice Cube. Знаеме сите кој е Ice Cube, кај стана, колкав порасна, у Холивуд влезе и така натака. Ice Cube во песната Hand of a Dead Body, мислам така се вика, може да Ме проверам. враќаш во времето. So fuck Bill and Hillary. Ги го псуе председателот директно у спот. Па да, нели имаше приказки за Тупак, дека е убиен и нарачано е директно Па од да, белата теории на куќа заговор. затоа што ја критикувал власта и Па еве се ти кажав, не е така, затоа што овој Ice Cube го псуе председателот, а има направено кариера. Сакав да ти кажам, хип-хопот е тоа, крик на револуција, крик на, знаеш, не може тоа да го финансира. Сега, од друга страна, убаво кажуваш ти, тоа друг ще се прави, се поддржува преку фестивали, преку тоа што изумре сцената, затоа што... Јас не гледам ништо дека се случува. Нема не само фестивали, ќе го нема. тргнеме хип-хопот и рапот на страна. Да, нема На ништо. рок сцената не се случува Ништо, ништо. Ќе ги вратам Скопје, нешто сигурно се сеќаваат на една Маракана каде што секоја вечер имаше бендови рок. Сме оделе на пиво во Маракана. Да. Сме слушали и рок. Сме оделе на други места каде што имало друг вид на музика. Во македонска кафана каде што имало строго македонска музика. Памтам на Кале имаше една кафана македонска куќа, идев со мерак. Јас сум си од дете патриот и по сјацена македонската традиционална музика. Одевме да слушаме македонска музика. Сега буквално јас во градов и воопшто во државава не гледам дека некој за нешто во уметност и во музиката се замара за било што. И многу ми е криво дека тоа е така. Ти покрај она што го твориш како рапер. Јас знам дека ти имаше своји изложби порано каде што јас сум те вил барем на 2, памтам до сега. Да, ама не е дека некој ми прави обструкција за тоа. Не да ти прави обструкција, чистата подржи. Не те има десетици луѓе што цртаат убаво, што немаат каде своето дело да го презентира, затоа што некој заборава на него. Честен. Мора да бидеме честни, имаат, не е дека се смениле тие работи. Види, се сменила моје мислење, да ти кажам. Што се случува вака, од ова е, не е дека ова е, знаеш како, ако ја земеме држава да разложиме 90 тие што се нулите од 2000 до 2010 и од 10 до сега. Некако да земеме у тие 3 етапи. Така, ако гледаш 90 било најбоље. Зашто имало да не знам кај да почнам, кај да завршам. Од детски емисии, Химен, дајте музика, знаеш. А претходно, Бушави азбуки и тие сите серии, да не ги зборим. После, види, тој популизмот, некако балкански, тој, ајде не сакам ја да адресирам негде, што се случува, еве, самите млади ги тргна од телевизија, тоа не е сега, телевизија одамна, зошто? Тоа беше следната тема. Што се случува на телевизија? Имаш ти од Савајле до 8 политички емисии, политика, турски серии и ништо друго. Сега, политика не е као политика ти треба да она, него тоа е малце, знаеш како, деструктивно е, затоа што цело време имаш ти утакмица. Едни со други, некако, ја така го гледам, ја ги пратам, немој да мислиш, ја све гледам што се случува, пратам, работам на стрип, слушам една страна, слушам лево што се збори, слушам десно, слушам опозиција, слушам власт, све ми е јасно она. Јасно. Ја имам слика. Али сам да ти кажам, ти имаш тоа до 8 и од 8 почиња турски серии и едново и другово е популистички турбофолк. Знам, сите учество, нема таму, честни случаи, значи јас
Све што ова го збориме не е апсолутно. И за 80% е. викенд во Прај тајм имаш Звезда Гранда, најгледана емисија на Балкан. Да. Него ти имаш од тие 15 од 20% луѓе кои што ќе кажат бисери и мудрости, зборам, и во едно во и друго. Али зборам општо вака и сега, знаеш како, младиве мора да најдат прибежиште. Нема за нив телевизија и сега одат во YouTube. Што се случува? Имаш јутубери, следат Имаш сцена јутубери, што да. се случува надвор. Јутубери таму немаат лимит некој на јутубот и многу често сме сведоци дека поради јутуб се случуваат и многу инциденти кај што многу млади посегнуваат по некои неубави работи, но тоа нема да го коментирам сега. Па не знам, Сега да YouTube прашам, експресија има нив. Полека што може да се израза, сте во YouTube е слобода. Да, ама еве колку имаме ние самоубиства од тој јутуб, од некои јутубери кои те пропагирале на такви работи. И никој не ги контролира тие Ама се, тие да. јутубери. Ама ако гледаш така, ти ако земеш мед е многу фина работа, ама земи изеди 2 тегли мед, нема да биде више. Добро, сега ти кажем, еве конкретно спомнат телевизија. Тоа ми беше следниот момент. Јас знам ти имаш неколку спотови кои многу малку беа покривани на ТВ екраните. Нема поле каде што ти можеш спотот да го дадеш на телевизијска куќа и тој да го пуштат. Види, Не на само ти. К15 идеа нашите спотови многу И на една К15 се телевизија, затворија, така да. чекавме, па пуштавме пораки, ги нарачувавме ние што Да. си ги слушавме тие музики, си ги нарачувавме по пат на SMS порака, ве молам пуштете ми ја Имаше, од да. Тонио Сан фреквенција и нека трепка. Да. Или Ама на па радио немаше сме порачували. YouTube, Стево, Има сега ли има радио YouTube. сега што го пушта Тонио Сан? Не знам дали има, ама сам да ти Јас кажам, не сум начекал. сега има YouTube, сега секој е слободен, може да се реализира себе, да извади експресија од себе, знаеш, тоа е јас сметам дека YouTube е многу фер поле да се реализираш. Еве и ова ќе иде на YouTube, Дефинитивно. независно може да е, скроз, ти ако чекаш да зависиш од... Да, ама моведот ми е кога веќе имаме такви телевизиски куќи кои немаат идеја за програма, државата мислам дека тука треба да издействува преку Министерство за култура или преку некој друг орган да се запазат нашите артисти. Не велам само на да. хип-хопот Да се и направи. значи јас еве и за поп Серии, музиката. филмови, Во филмски наше серии. време се сеќаваш имаше Ребека Спотови, Маја Вукичевиќ, покоен Тоше Проевски, Даскал, Врчак, да те вратам во времето. Сега нема, два-тројца се бројат на прсти концертите. Па телевизија беше главна, сега е интернет. За тоа зборам, се сите, знаеш како на крај ќе биде? Квалитетот ќе отиде на интернет, а на телевизија ќе остане некако друго. Види, ако не фаќат чекор со времето телевизиите. Да разберам што сакаш да кажеш, затоа викам време, простор и околност. Телевизијата веќе се уште кај нас е битна, ама ја губи. Па сега, усвари, у светот не е така, Netflix Нема, владе. Netflix владе, MTV, да, Viva. владе. Значи, како една, да кажеме се многу, ќе Ама знам, добро, земја тоа се Америка, општества. има 24/7 музички канали. Па Каде да, што тука тоа имаше хип-хоп, имаше техно, имаше R&B, имаше све. Имаше R&B night, хип-хоп night. Некако државата сепак си наоѓа ресурси како на уметниците да им помогне да се презентираат. Не Не е може све уште YouTube. млада. Треба да едните да крадат другите, Мене ми е третите и на крај криво. да речат добро, ај сега малце да Мене ми е пркнава, криво, ние ако е, нема да живеем. Сте во своите песни, не го земам Антонио, сте во своите песни критикува власта и е забранил да иде на телевизија затоа што некој там уредник лепо некаде плакати на Стево му забранил да се емитува таму. Ти ќе се сетиш колку беше место каде што ние секој втор викенд имаше ивенти во градскиот парк кај што вие настапувавте се групи не ми текнуваат, ама имаше свирки во живо, рокери, имаше панкери, се случуваше нешто. Исплевувавте на површина, вие уметниците. Сега некако е темно. Нема простор за никој кој е против вас или критикува некого. Сега мислиш дека е тоа? Па последниве 10 години. Нема да се сложам. Последниве 10 години би ги земал. Затоа што види се. Тоа е моје мислење, значи јас Да. чисто ме интересува и ти како размислуваш на таа тема и дали се согласуваш. Па да не ја вртиме, ја види ако ја свртиме на политика, ја знаеш како ја ќе бидам малце суров можда тука и на една и на друга страна. Ама па не сакам да ги чепкам тие теми, знаеш, затоа што одма може да се земе од цел муабет
од 2 сата ќе се извадат 5 минути. Толку ќе искочиш на готово. портали, Мада, ја Антонио, види. каже овака, Па да, сте го ама кажа. мене шо, мене не ми е ја какви се на грбаче не носиме ствари, па такви некои. Види, ја сметам дека многу работи младите и не само младите, стариве, повеќе ги користиме ради изговор. Затоа сам да кажам, не се сите исти. Некој е многу нежен и лесен да му ја скршиш инспирацијата. Некој па не можеш да му ја скршиш, да пробаш со ракети, не му ја кршиш. Ја сум малце наш идеалиста во оние работи дека не ти требаат за да направиш анимиран филм. Да, ти треба, убаво е тоа да се исполнат основните услови. Ама знаеш како у круговите јака што сум бил, абе дај да правиме анимација и чекај за анимација ти треба студио, $1,000,000, Так. стакло, све. Ја буквално на 3 програми што сум ги симнал пиратски, направив еден цртан што сврти по неколку фестивали, дури еден од беше у Белград, таму па добил на аплауз. Меѓутоа ја најмногу го вреднувам дека беше во ист фестивал, тоа е Cinedis на МКЦ, тоа е нивни фестивал, не ме фаќа за збор која година е ова. Сега ти кажам точно, 2015 мислам дека кога беше тој цртан од 5 минути, ја што го направив, у ист каталог го има со Birdman и такви филмови кои што Оскари добија. Знаеш. И сакам да ти кажам, избегавам да поддржам она мисла дека цело време крив е овој, крива е државата, крива е власта, крива е партијата. Треба да се издигнеш над свето и да се реализираш себе независно. И мислам дека не сме ние толку зрели за тоа. Не сме ни толку зрели, но не сме ни таму, брат, сега не можеме и да збориме дека сме најцрната рупа. Добро, не можеш да се реализираш, 50% мене ми ќе се е реализираш. да шеве, кога баш ја осмислав емисијава, сакав да зборам за Скопје, се што се случува за Скопје, како било некогаш, како било сега, какви дружби имало порано, какви дружби има Се слагам. сега. Ама извини што ќе да се надоврзам, тоа ја мислам дека не зависи наш политиката не ни го диктирала наш тоа. И затоа викам младите мора да се издигнат над тоа. Не ни го диктираше нас тоа ни пречеше политика. Знаеш, ја доаѓам да бидам средно уметничко, и мојот професор по графика, најдобар у свет, да не зборам кој све, не ми е мене професор затоа што тој тогаш е на власт, е одредена партија, па он е директор у музеј на современа, па после се менја власта, па доаѓа он, му стои местото, има резерва, па доаѓа после на своето место, јас сум веќе 3-та година и он не вика, таа ништо не ве научи, вие сте колатерална штета, нема што трета да ве уча, мај терајте као знае. Мислам, пази, збориме за средно уметничко. Што имам јас од тоа, човек? Знаеш, тебе ти се ствара цело време аверзија. Да, овие не се нормално. Мора да се издигнеме над тоа. Сакам да кажам, Скопје се слагам најмногу, у слободен пат оди. Надоле, овака фрлено и ништо нема, и тие неколку фестивали готово изумрени. И нема. Па нема, ја не гледам што да има, 3 фестивали има цело време, вртат, нема буџет, нема ништо, нема награди, нема нови артисти, нема нови звезди, можем да кажем. Тие што останале од времето се тие, а младите се поише го барат решението со селење надвор. Ја оставам порака до нив дека не треба тоа да ни го диктира нас политиката. Знаеш, политичарите се најголеми звезди, ја имам една песна кажано тоа, знаеш. 9-годишни деца зборат за ВМРО и СД. Да. Сега како најголеми звезди да ми биде мене политичар, човек. Не е во ред, значи не функционираме. Јас сметам дека треба да дојдеме кој ќе се малце, знаеш како, не популисти. Јас со популизмот сум скаран, мислам, нема да звучи ако почнам да зборам за нема да звучи популистички.
Јас сметам дури не се обезличат партии, но мислам онака да се Да се дојде трнат од уметност. да не ми е Да се битно трне кој е политиката на- од уметност. Па ја можам да живеам с тебе и со едниве и со други и со третите. Ја Нормално, топ живеам со нив. Зашто да го гледам човек? Почитувам, знаеш како, нели она демократија треба да биде капацитет да прифатиме дека имаме различно мислење. И можеме ние да обштиме, ти да навиваш за Арсенал и јас за Арсенал. Така е. Добро, За ајде. МЗТ и работниш. Ти Старо за Скопје. МЗТ, јас Тој за така работниш. беше. Се сеќаваш, Па и така да, бе, беше. да. Дел од нас одеа на една трибина, дел од другите одеа на друга. Да. Трибина. Ајде само се те вратам у Скопје, затоа што темата на емисијата е Скопје. Кога го спомнам Скопје и тој период од нашето детство, што прво ќе ти падне на памет? Каде бил најубавиот хамбургер? Кој клуб највеќе тогаш Не ти постои остави? бе Стоилко. Чичко Стоилко. Тоа е Не моментот. постои, да. И ќе се сетиш на Бозата кајапче. Веројатно. Ја Боза усвари не сум љубител, ама Сендвичите од Хавај кај црквата Свети Никола или танго Знаеш кеш дека- на Гази Баба. знаеш дека си зијам од Хавај некад. Така? Таму идам кај Джанго плинот на колава да го местам. Но. И знам да се зеам од Хавај, бре. Да, кога ќе ти кажам Скопје во тоа време, што ти она во глава, што ти останува, она те врзува емотивно си поврзан за Скопје? Што, дали некое мало, дали некој клуб? Што прво ти паѓа на Све во памет? свое време. Знаеш, све, например, значи Чаир, многу пати сме го збореле, знаеш, тоа, ја сум чирчанец по кај По крв. видиш, ти па чирчанец си, знаеш. Чирчанец по крв, да. Таму ти е генетиката. Да искочиме надвор од таму. Средно уметничко поучев у центар, знаеш, малце многу интересен тој момент. Факултет у Чаршија, у Сулијан. И знаеш некако тој на пазар и влагаш у Сулијан и зен. Друго време, простори, околности, друга архитектура, знаеш. Така да, парк не може да го Парк не извадиме. може да го извадиме Ама од мислите, да, од ама сега не можеш у парк да ме ставиш. Знаеш, сега кога проаѓам низ парк, Ништо се не е чувствувам бајат, ама јас Ништо сум не е бајат. исто. Ништо не е Младите исто. се исто сум гледал скиролџи, има све, ама Ама ти многу 20 поретко. години си постар да Многу сте поретко, млади. да, многу поретко. добро, многу- да. Знаеш, некад посакувам младината сегашна да го има нашето детство што го имавме ние, за да од една страна стварно доживее таков тип на пријателство, искрено Ама го пријателство. возат, да. Може и боле да. Со емоции. Сега некако колку е луѓево да се изгубиат човечките вредности. Секој гледа ти направи зло, да те сопне, ти љубомори на твојот успех, се сити на туѓа несреќа. Не знам дали печатокот е само кај мене ваков и затоа со гостиве сакам и на таа тема малку ги шепнам, Ако да бе, како да. чисто размислуваат, знаеш, Ма на види секој со своето, ја, знаеш како, сега гледам да посивам малце црната прича, Да, цело време ми ја посива црната прича, да. Да, посивиме, да не е сега младите. Види, ја 8 години работам со млади луѓе, тоа сам Да ти тоа кажам. кажеме кога си професор. Па, работа ко работа. Него сакам да ти кажам, ги гледам и ги гледам како они баратаат у времето. Знаеш, и гледам дека се добри с тео. Можда ја работам со таа врста, види ја работам со луѓе кои што се од областа на уметноста. Они ќе си најдат портал, знаеш, уметноста е кога не чини светот, ти ќе си го Ќе најдеш подобриш. некој, да. Ќе направиш се да не звучи ова романтичарски, ама знаеш, тоа правиш ти кога гледаш книга, кога гледаш филм, кога читаш книга, кога читаш стрип, кога слушаш музика, ти влагаш метафорички кажано у друго време, простор, околности, некако, знаеш. И валјда знаат они тоа да го извозат, од друга страна имаат многу поотворени карти, некако гледам, шетаат млади. Знаеш, цело време стига, кидам 4 години, 4 месеци work and travel, едно, друго, трето, фино е тоа да искочат. Супер, за тоа Фино е да види. искуствено да не се вратат експертите, види, да се врати младината тука. Па- Мислам дека држава се празни. Едноставно празни. сите луѓе кои вреде или имаат кариери богати кои може надвор се многу попознати него ли што се тука не ги зачувавме. Не ги Македонија реализира. не ги Не ги искористи. реализира. И тоа ми е многу криво и навивам во некое подобро време дека некој ќе се сети и ќе поработи на таа тема. Затоа што не се ближи крајот на емисијата, ако те најде дека ќе ми бидеш гостен, инбоксот ми беше полн со пораки од фанови твои кои сакаат да те прашаат што прави Тонио Сан сега.
Па еве, вајда, ако ги занима од музиката, сега еден сингл снимивме пред 3-4 дена, да ти кажам право. Така да, у моментов ме у топ 10 омилени траки тоа што го снимив, ќе го извадиме како сингл. Тука, јас верувам дека вратите на Радио Лидер и фреквенцијата ти се отворени за да можеш да го прикажеш на сето што го работиш. Каде може да те видат твоите фанови? Велат Антонио го нема, порано имаше нели дешавки на концерти, настапи. Кода Антонио го снема од музичката сцена? Добро, тоа е, види, па малце и порасна Антонио, се пензионира, се измори или? Од тој дел, види, сега јас секогаш бев слободен у музиката. Тоа зборам, за да поентирам, сакам да ти кажам за да бидат сите слободни. Еве, ја така сум гледал. Мора да си независен од многу работи, од многу фактори за да бидеш слободен, да можеш да кажеш дека нешто чини, не чини и така натаму. Така да јас секогаш бев слободен у музиката, не бев никогаш врзан, мене секогаш сум бил многу внимателен на било каков договор за да видам колку тоа ќе ме врза. Не сум се плашал од договор, сметам дека мора да имаме ние одредени одговорности. Не е страшно, ти доаѓа овакво кога ќе сакаш да влезеш у една под еден чадор, да кажам. Јасно. Ама јас сум бил секогаш слободен, сега сум најслободен у музиката. Знаеш, онака можам да одбијам ако нешто не ми се. Така да изгледа сакам да се одморам од све тоа, од фамата, од галамата, од Да, но тоа според фановите и според мене трае премногу долго и те бараме и те чекаме назад. 3 албуми на полна врата, малку се. Значи, чим те бараат фановите, значи не се презаситени од Тонио Сан, го сакаат Тонио Сан назад, го сакаат назад и пред легијата Тонио Сан, кога бил во колаборација со легијата и во Гринаут, но го сакаат баш Тонио Сан назад и мене ми е должност да ти ја пренесем оваа порака наискрено, затоа што кога јас најав пред 2-3 дена дека ќе ја правам емисија, дека ќе ми бидеш гостин, преку 50 на пораки мене од најразлични возрасти на луѓе ми стигаат да ти го пренесам овој, затоа кога шак на торзата те чекав на крај да ти го соопштам ова. Што друго сакав да те прашам? Извини, ја мислам дека ги почитуваме тем фановиве. Знаеш, не сум активен, дека јас сум таков по природа, ја немам Инстаграм. Знаеш, немам Инстаграм у ова време, пази 2020. До прескоро Фейсбук немаше? Да, и имам само има еден фан пејдж, тоа е мој таму, тоа е мојата конекција со фановите, знаеш. И тој постои и ќе продолжи да постои, ја од респект баш кон нив. Еве 3 албуми искочија, сега ќе извадам и синглицава и ќе пролонгираме малце пензијата и ексклузивно да кажам кај тебе се роди една идеја за фуријата на трпеливиот човек. Тој проект со 7 спота, 7 песни, 7 спота, 6 се искочени, последната ја чуваме у Ковчег. Се роди една идеја, ќе отиде проектот на малце друго ниво, поголемо, не ќе му што го кажам дека го крчкаме, затоа викам, фали буџет за да се направи тоа што мислиме, можда документарот се да не откривам, можда, али ние ќе почнеме независно. Па ако улета средства за да може да биде тоа поквалитетно, топ. Али ако чекам ја да го тоа некој финансира, затоа сам да кажам, нема ништо да направиме стел. Како беше на некој чекал и умре од чекање. Затоа викам и ја сакам да се натерам и себе и другиве да лесно е да земеме и да кажеме дека не чини, пошто не чини. Да, јас сум можам да ти ветам дека фреквенцијата, познавајќи го менеджментот на Радио Лидер, знам дека си твои фанови, широко ти се отворени вратите овде за било каква твоја промоција и твоите дела, и не само твоите дела, и на многу млади артисти македонци кои немаат каде да се презентираат. Еве, нека почне од тука, да почнеме од некаде да си го вратиме она што умре во Скопје, во Македонија, тоа е да се ги почитуваме нашите артисти, затоа што ние како македонци не се ги почитуваме нашите, па тие гори од другите држави воопшто нема да не ги почитат. Види, ја морам да само
да ти го поздравам овој потек и да те испоштувам ради тоа дека ова ја го гледам како апел за подобрување. Да, твоја Целта работа на е стело ти да емисијата, кажеш да. кај се бе концертите, каде се фестиваливе, не се дешава Токму е ништо тоа. од култура. Тоа го правиш. Тоа е целта на емисијата. Ја ради тоа Каде умре Скопје? Не фаќам политичка партија, не фаќам човек. За мене сите се криви. Да. Но ајде да почнеме сега, да разбудиме свести, да направиме нешто подобро, затоа што не кем Скопје да го гледам вака. Тачно, Па јас за нова година се прошетав малце низ площад во 11 навечер и се ме фати депрес, се уклучив на лајф да ме правеа фрик. Една елкичка накитена, неколку светилки, крива паланка беше пари се за Скопје и во атмосфера, и во амбиент, и во све. И мене не е криво, јас сум Скопјанец, си го сакам Скопје, многу си го сакам градот кај што сум, никад се немам иселено од него, дај Боже да не се иселам никогаш, меѓутоа се сакам да си биде онако Скопје кој што беше некогаш. Да. Така да Добро и беше и едно се дружевме, беше... се гледавме во парк, се гледавме на концерти, во театар, се функционираше. Сега имам ја чувство, не само јас, многу луѓе околу мене дека буквално не функционира ништо и затоа сакав оваа емисија малку да искритикуваме, пак ќе кажам, не фаќам ничива страна, за мене се сите виновни. Ова е проблем кој тлее од некогаш и дошло до вакво созревање. Морате се заблагодарам уште еднаш, голема беше честа што беше дел од првата епизода на Урбана. Ни лет на времето се заборевме, да. Да, но времето е тука, нема да те оставиме тука, ќе те натераме повторно да не бидеш гостин во Урбана приказка и во Радио Лидер. Така да ти благодарам од се срце што фала ти на тебе. Не направи огромна чест. Така да ќе ги поздравам дека и слушателите на Радио Лидер на 107.4 што бевте дел од нас, можеби за прва емисија не го оправдавме вашето очекување, може го оправдавме, но ќе бидеме се подобри и подобри. Урбана приказка ви најавам и во нареден четврток, во истиот термин, и морам, како за шак на ова емисија, да ви најавам еден убав настан, која веќе сакаме да имаме убави настани во Скопје, е да поздравиме едно кинолошко случување, Балканската кинолошка треска, кинологија наука што се занимава со изложби на кучиња. Балканската кинолошка треска овој викенд, верували не, се случува во Скопје, во Борис Трајковски. 4 и 5 февруари, сите патишта, сите љубители на кучињата, на расните кучиња и изложба на кучиња ќе се случи во Борис Трајковски, со верували или не, рекордна бројка од над 500 кучиња пријавени од цела Европа. Значи сите ве поканувам, влезот е бесплатен. 4 и 5 февруари Борис Трајковски може да дојдете со вашите деца, вие да видите како изгледа една културна кинолошка манифестација во организација на Кинолошкиот сојуз на Македонија. Тоа би било тоа за првата емисија за Скопје Урбана приказка. Ве поздравувам од студиото на Радио Лидер и посакувам пријатна вечер.